Македонија забрзано вложува во модернизација на европските коридори 8 и 10, а приоритет станува и железничкото поврзување со Бугарија. Брзата пруга Табановце граница со Грција ќе почне да се гради следното лето, а до крајот на месецов или на почетокот на следниот месец ќе се објави тендер за изградба на третата делница од пругата кон Бугарија. Ова беа клучните проекти презентирани од страна на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во Брисел. Според плановите на владата, изградбата на меѓуграничниот железнички тунел со Бугарија на коридорот 8 ќе почне во 2031 година, под услов и бугарската страна да ја испочитува ветената динамика од бугарското министерство за транспорт. Прекограничниот тунел целосно ќе биде финансиран од страна на Европската унија преку СЕФА механизмот. Веќе во новиот план 28-32, тој е отприлика времето кога и ќе се гради и завршува, ќе влезе во буџетот на СЕФА механизмот, така што очекуваме 100% грант за изградбата на прекограничниот тунел. Ќе подпишеме за заедничка декларација Грција, Македонија, Србија, Унгарија и Австрија за изградба на железнички коридор 10, нешто што беше спремно уште минатата година, но за жал заради несреќата во Нови Сад сето тоа беше одложено, што е многу значајно за нас затоа што нема поента да потрошиме над 2 милиарди евра, а другите држави да не градат. Ќе се обврзи Грција да го заврши делот од над Солун до Гевгелија. Она што е многу значајно е дека веќе до јануари тие завршуваат сигнализацијата до Гевгелија. Македонија влегува во нова ера на железничко поврзување, вели Николовски. На Министерскиот совет на транспортната заедница вице-премиерот објави дека државата е цврсто решена да ги забрза стратешките инфраструктурни проекти, што ќе ја поврзат Македонија со регионот и Европската унија. Македонија да стане центар на Балканот без разлика што немаме излез на море и да ги искористиме двата коридори 8 и 10 преку одсечки кои што одат коридорот 10Д, кој што преку Битол оди за Грција, и втора одсечка која што сега разговараме од Смоквица преку Валандово, Струмица, Новосело да излези од другата страна на Петрич и на автопатот Струма, односно коридорот 4. Според вице-премиерот Николовски, проектите на коридорите 8 и 10 ќе донесат голем поттик за економијата и регионалното поврзување. Тој откри дека делницата Куманово-Белјаковце е завршена, а Белјаковце-Крива Паланка е во полн замав. Фокусот сега се префрла на последната, најтешката фаза. Николовски најави дека тендерот за изградба на третата делница, клучна за поврзување со соседот, ќе биде објавен до крајот на декември или најдоцна на почетокот на јануари.